Ниту премиерот не знае што работи комисијата за преговори со Грција или можеби тој крие. Димитар Ковачевски избегна директно да одговори на новинарското прашање зошто граѓаните го плаќаат ова тело со 7.000 евра секој месец, повеќе од 60 месеци. Овие комисии се на паритетна основа направена. Во нив учествуваат во комисијата со Бугарија исклучиво историчари, во комисијата со Грција учествуваат и дипломати, и така да за сите информации кои што се однесуваат на нивното работење, одговорите можете да ги добиете во самите комисии и во Министерството за надворешни работи. Но МНР и покрај бројните прашања на Алфа ТВ до нив, оттаму молк. Последно се повикавме и на препораката од премиерот. Премиерот Ковачевски ни порача да се обратиме кај вас за повеќе информации околу тоа што сработи комисијата за образовни и историски прашања со Грција. Ве молам за повеќе информации за тоа кога последен пат се сретнале и каде. По промената на таблите пред спомениците, дали има нови препораки? Како во минатото, така и сега, одговор од МНР не добивме. Од Министерството излегува со половични податоци само откако се повикавме на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, на кое пак ни одговорија дека сме барале класифицирани податоци, без да образложат за степенот на класификација или да потврдат дека тоа е навистина така. Одговори побаравме и лично од членовите Људмил Спасов, Ана Чупеска и Никос Чаусидис, кој пак ни порачаа од информација може да сподели само претседателот на ова тело, Виктор Габер. Дипломатот Габер пак не се одважи да одговори на дописите и телефонските јавувања од ТВ Алфа. Единствено професорот по историја и член на преговарачкиот тим Далибор Јовановски ни порача оти работеле многу и редовно, но без конкретни информации за тоа што навистина работат и за кого преговараат. Сепак обидите на МНР и Османи да ја обвијат комисијата во тајност не им успеа до крај. Истражувањето на Алфа ТВ откри дека во последниве 5 години 7 члени од тим за историски и образовни прашања со Грција, граѓаните го платиле скоро половина милион евра и тоа само за плати без да се пресметаат други трошоци, како оние за пат, сместување и состаноци, но и понатаму останува енигма на што работат и дали воопшто работат.